Мене најкеф ми е да ги изведувам оние што ми се на албумот по некомерцијални песни. Пример, што имаат по тврд, по underground бити, што не се толку експонирани како Полн ефект и Скопје му игра. Од чиста причина затоа што вие ми се веќе здосадени. Било кој артист у светот да го прашаш, знаеш кога ќе дојде некој артист од страна и очекуваш од него да даде се од себе максимум за најкомерцијалните песни, ама некојаш потфрлаат, нели не ги пеат или не ги рапуваат затоа што се досадни. Ги прават, знаеш, ние што се ново, свежо, по како да ти кажам, по не толку искомерцијализирано, така да мене повеќе нака задоволство ми представува некои други песни, не знам, пример, ете некои теми што ги имам на албумот, као Безпрестан, на Врвот. За стилот на хип-хоп што го креираш мек, тврд, не знам, текстот, со пцуење, без пцуење, она ти тегне такви работи, дали си задоволен или сакаше да бидеш малце по... Дали сум сакал да бидам се по-комерцијален? Во моментов, што си се искрирал се, дали викаш требаше можда малце потврдо или требаше малце по-комерцијално? Или мисли дека се таман? Како ти кажем, јас премив една стратегија, онака уште од по-одамна. Age of Empires која си играше. Како? Age of Empires која си играше. Age of Empires, тие така. Call of Duty обично има такви инфилтрации во естрадата. И си направив една стратегија и покрај таа стратегија нормално доаѓаат и спонтани работи кои што мораш да избереш дали тоа или без тоа и мораш да жртвуваш од нешто. Така да јас избрав тоа што избрав веќе, стигнав до таму кај што сум. Знам дека сум изгубил дел од публиката кој што сум имал порано, знам дека сум добил многу повеќе затоа што едноставно така работи кај нас индустријата, она музичка машинерија, сегде така да како ти кажам, немам намери да се правдам за ништо. За ништо, значи дали сум сега зашто сум комерцијален, па да се кам, едноставно не се кам. Задоволен сум со тоа што го имам и се стремам кон многу повеќе, разбираш. Јас кога се погледнам во огледало и кога се видам, добро изгледам бе. Не. Си викам видео и кратено пак на телевизија, разбираш. Не си викам знам што е како е работава и одлично. Така да не ме занима многу што ќе кажат другите, а примам совети. Телката се смали од минатото. Добро кафе бе. Одлично е кафето, Вале, браво. Вале. Честитки. Честички да не. Сакаш да работиш у кафиче на бара? Види ми го зема стафот. Како не ти е страм. Тони, која спомна ова огледало. Женскиот низ Македонија ќе рече дека ти си као типче со најјако тело на естрада. Така викаат се. Ја не. На естрада? Да бе, да. На естрада може, ама у нашиот простор. Естрада зборам. Естрада. Може. Колку вежбаше ти за станеш тоа што си сега и дали кркна нешто као стероидче, мероидче, такви ствари? Мероидче? Мероидче зема малку. Мероидче не, пошто мероидчето е малце поопасно од стероидчето, разбираш? Јасно. Да. Не, значи до сега неам направено стероид, анаболик, таква шема некоја, така се вика шема. Добро. Неам направено. Шемица така ја викаат. Шема бе. Да направиме. Ама ќе направам жими мајка. Што збориш? Не можам више пукнав со тие. Зашто бе? Абе мора се направиш со тие. Па што ти фали бе? Не, слушај. Незадоволен, ти многу неблагодарен. Не види, се трудам, се вежбам уште од многу одамна. Тие што ме познаваат знаат дека сум по теретани уште од 16 години. И баш како кошарката спортот ме зближи до вежбање и тоа е тоа, значи нема нека посебна тајна нешто преку нога сум станал ја нешто или да сум направил тело и мускул, него едноставно тоа си е традиција, разбираш. Има надеж за мене ја дека ќе може. Као, абе за секој има да ти покажам слики какви промени се прават, какви луѓе има, какви стануваат, какви. Ама тоа е со мероидче. Абе не. Значи со правилна исхрана, дисциплина, режим еден и суплементи нормално додатоци како што се протеини, аминокиселини, креатин, не знам, она што натурале како што викаат. А она што стероидно е така ризик баш, не го препорачувам за здравје, за секој. Здравје. Само ние што вежбаат знаат што станува. Да, не правите. Другите да. Значи има секој има и контраефекти. Така да можеш да бидеш предпазлив. Сакаш да ти дам, имам од джеб. После. Ајде, после. Вале ки да, Вале сакаш. Вале, знаеш каква ќе станеш? Тоа све Тони Зен. Новиот спот е готов, така? Микаса е Сукаса. Чекај, се вика како песна? Микаса е Сукаса. Така се вика, добро. Лириксов у песнава ти го споруваат, ти викаат, немај така.
Ради ова... Ради тоа ичката што е? Ради... Спремно е за титкање, спремно е. Ради пичка прва класа. Слободно, кажи си, Не, бе, абе. титкам, нема ги. Види, имаше една песна, една верзија на радио што идеше на Сити радио, беше цензурирана, разбираш? Значи иде пичка, значи не е ова, него е со тип, онако баш. И спотовке, абе не, благодарение на Слаткар, искрено, јас сакав да биде женска, разбираш? Пошто јас сум таков. Да, јас сум онаков помекуш, знаеш, пак внимавам нешто култура, не бе, Тони, брат. Слаткар, брат, влага, бе, ќе ја правиме, ќе биде пичка, ќе видиш, сите ќе ја сакаат. Ја викам, мајке, пробам нешто со продуцентот што снимавме со Слаткар, се шумаме како прашам некои други луѓе. Ама пак го послуша Слаткар да види пичката тоа што е успешно е, значи дефинитивно е пуштен на YouTube, има клипчиња некои као деца мали од не знам колку години и пеат и кога доаѓа рефрен, знаеш. Пичка, да, на тој збор и сега сите знаат песната дека е вако и сите ми зборат како тоа и сега нормално, некои емисии, некои не дозволуваат, нели ова радиодифузија, джагара, багара, нели не сме ова. Не, никакви проблеми затоа што нигде не ни одала песната така, освен со цензура. На спотот е и цензурирано и без, после 12, кој сака да се ја пушти, без цензура. Пред овакво за мали деца на ручек, цензура, мислам, така ли е? Така е, звере. И за крај една малце зем филозофија, сакам да те прашам твое мислење, што има везе, нели сега Коледа се дешава за Христово раѓање, така? Добро. Што има везе теле што зборува и греда што паѓа врз бедо со раѓањето? Како беше Коледе леде, паднало греде, тепало деде и сега дедево се мачи, баво плачи, ти текне. Знаеш што, тоа се мислев со бајлето. Најбоље прашање што ми го пази, и телево збори, вика леле не колете мене. Да, не знаеш како? А Христос се раѓа. Коледе леде, паднало греде, утепало деде, деде се мачи. Така е. Зашто 4 јајца? 4 јајца, гускини, паткини, шаткини. А паткини и шаткини. Да. А што е патка, што е шатка? Па шатка е она што... Што оние на парк што се патки? Не. Гуски се ти усвари. Гледаш како е? Охрид ги има, знаеш, Охрид ги има. Охрид, знаеш што? Ми текна кои се патките, Mighty Ducks of Anaheim, да. Ми текне патка, она што е, ова е ова. Да, текне. Шо... И са бои, нешто пердови различни има тука. Треба да направиш али нека... тоа е интересно, мора да направиме, да го дешифрираме тоа со паткини и шаткини. Мора, ќе го опнеме на некој форум. Тој фала пуно. Што дојде, мислам дека Кети беше и тебе и играме GTA, нешто правиме. Дали љубиш ова? Капата? Ја љубиш? Да, како не, капата си ја земам сега и фактички со ова завршуваме нели со целиот филм еден на еден за Баце, ајде местиме, како треба да изгледа. Тоа е тоа, значи завршуваме за денеска и имам уште една песна за крај. Се гледаме идната недела, тоа е тоа, што да ви кажам, peace out. Чао, чао. Чао. А добро да стои, жими се, знаеш дека?